Добро ми дојдовте во Радожда. Струшко село довречено само 10 км југозападно од Струга, плюс 14, едноставна математика, 24 км оддалечено од Охрид. Викаат нешто покусо е кога се оди низ вода, само 16 км. Како и да е, близината не наведува да го подвижиме прашањето дали Радожда е Охридско село. Викаат Струшко, а дали Струга е Охридски крај? И по Бога ми, ако истите лежат на Охридското езеро, зашто истите и да не им припаѓаат под поимот нешто Охридско? Шалата настрана, Струшко си е Струшко, Охридско, Охридско. Единствениот мотив што ме доведе вечерва, односно денес, во селото Радожда, е сознанието дека телевизија Морис се гледа и нормално може да се следи во ова Струшко село. Воопшто не беше тешко да се избегне селскиот центар во Радожда. И веднаш при пристигнувањето си рековме, кога Охридското езеро би доликувало на едно обично природно огледало, тогаш еве видено ево мало Охридското село Пештано. Рибарски кајчина на секој чекор. Рибарски крај. 20 домаќинства веќе се бават со рибарство во Радожда. Зарем не е сличен случај во Пештани? А и Бога ми преку 250 домаќинства живеат овде, односно нешто повеќе од 1000 жители. И затоа играта на зборови, дали Радожда е само Струшко или покрај тоа што е Струшко и Охридско село, произлегува од вообичајниот начин на живење на пештанци и радожданци. На селскиот центар всушност и не пречека селската чешма. Вообичајно за секое село, што ние знаевме да ви репрезентираме од селата низ Дебарци и Охридскиот крај. Наместо селската чешма, овде доминира споменикот на паднатите борци кои што го дали собствениот живот во народно-ослободителната војна. А од селска чешма нема ни потреба. Овде од поодамна е изграден селскиот возраст. Како и да е, од сред селото напросто не знаеа каде да ни гледат очите. При тоа мисли не на оптичкото око, наречено камера. Иако единствената главна улица што се протега по должина на селото Радожда е поголемо товарување за да се помине пешки, зашто ние без малку го затекнавме бројот 145 на оваа улица. Беше логично дека чејки мисламе токму по премалку спомнатата што ете не успеавме и името да ги го забележиме. На крајот од криштата, на таа улица, што се протега покрај брегот на Охридското езеро, доминира и пристаништето во село Радожда, кое засега го користат само рибарите. Побаравме дозвола истите да влезат во кадарот. Како да не и како ни рекоа, ете баш денес се потрефи да гризе, и тоа добро да гризе, еве го нивниот улов. Ова е уште една потврда дека радождани се всушност големи рибари. Нешто подоцна ќе забележиме немалку ситни риби, ќе забележиме дури и 8 килограмски крапови уловени во водите од Охридското езеро на атарот од селото Радожда. Интересирајќи се за традиционалниот живот на радождани, малку можевме нешто да откриеме од зданијат наречени куќи, односно домови, зашто истите се изградени во поново време. Може би дел од нив се прилагодени по принципот на македонска куќа, односно доста од тоа влечат на охридскиот начин на живење. Беа сите солидно фасадирани и ни беше малку тешко да разоткриеме од што се изградени, дали од камен или пак станува збор за комбинација на черпич, односно плитар и камен.
Како и да е, селото Радожда ни доликува на нова, модерна селска населба, на која што и ете иднината и се насмевнува, па макар истата да биде престорена во туристичка населба. Турската народна носија може да се сретне на секој чекор. Таков беше случајот со оваа жителка која што без малку има 90 години. Никогаш во сопствениот живот, како ни рече, не облекла класична носија, туку само она, струшката, или уште подобро речено, радошката, која е всушност и носител на струшката народна носија. Трагајќи по старите објекти, малку нешто завлечени од оние кои што доминира на главната улица и ги забележавме. Класична охридска куќа, широки чардаци и широки одеи. Единственото ни рекоа, старото и нешто од традиција можете да го побарате во еден од 5 цркви во селото Радожда, односно во една од 5 цркви. Ние нешто подоцна и се приближивме на црквата Свети Архангел, која што потекнува од 13 век, а предпоставуваме дека и селото Радожда има животна традиција токму тоа време. Главната селска црква, наречена Свети Никола, таму каде што се и вечните жители во селото Радожда, не успеавме да ја посетиме. Затоа ни рекоа имате уште 3. Света Богородица е вредна за посета, како и црквата Свети Илија и Света Недела. Посебно ни ја посечија она, Света Богородица, таму каде што го нарекуваат селиште. Место зачеток на селото Радожда околу 13 век. Таму поминувал патот Вија Игнација, односно патот од Јадранското море. Преку Охрид, Битола, Лерин за Солун. И кога не знам што ги натерало луѓето од селиште да се преселат и да му се доближат на Охридското езеро, толку се извадувале што своите нови доломи ги нарекле за Радожда. Поимот Радожда алудира и асоциира на поимот радост. Така викаат го добило и името Радожда. Нашето село е постанато, поради било тоа некако селиште. Од тоа селиште се преселиле 2-3 куќи тука покрај езеро. И од тие 2-3 куќи, тие луѓето што биле, од голема радост. Толку што биле радостни што дошле покрај езеро, значи, како да го ставят името на селото, го ставиле Радожда. И така името настанало Радожда на нашето село. Жалосно е што нема на ниједна црква датум и година кога се градени, но сепак према докази на постои луѓе дека 12-13 век од тогаш некако датират ова село и тие храмови кои се однесени. Селото Радожда всушност представува печалбарско село. Дори сега на некој начин мини стопанството се формира и прераснува дури и во гигански објекти кои што ете можат да обстанат на денешното пазарно општество, но за тоа нешто повеќе. Проследете ја пред се непосредната близина на црквата Свети Архангел во Радожда, која потекнува од 13 век. Вистински ангел чувар за сите радождани. Свети Архангел токму од ова место води сметка за секој жител во село. Колку има, колку нема, колку е среќен и колку е тажен, судбината на Радождани е во рацете на Свети Архангел, кој што будно ги следи деноночно од оваа височина, од каменот како го нарекуваат Радождани. Со огледом на нашето минимално време за престој во селото Радожда не успеавме да се организираме, а да го погледнеме храмот Свети Архангел од натрешната страна, кој што всушност е лоциран во камен, односно пештера. Затоа пак гледката према селото Радожда е фасцинантна.
Инфраструктурата е погодена на ова село. Покрај асфалтниот пат, водоводот и телефоните поседуваат уште и амбуланта со секојдневно присуство на медицинска сестра и лекар. Имаат училиште до 8 оделение, дом на културата, фудбалски клуб, кој што се такмичи во регионот, како и карате клуб под исто име, наречен Морнар. Перспектива му престои на спомнатото село, подобро речено на Радожда и во поглед и во туристички поглед. Не случајно проникна ексклузивните ресторани кои се надалеко слушнати, па дури и во Охрид, како што се Александрија, Албатрос, Летница, Бар 13, Два бисера, рибниот ресторан и Езерскиот рај. Повеќе продавници доминираат во состав или во облик на приватни предпријатија во ова село. Своји продавници во селото кои што дозволуваат благовремено да бидат сите жители снабдени, доминираат Ешкопром, Гобуко, Цвет, Корморан, Бади и Шајновски. Во непосредна близина е албанското село, кое што некогаш било всушност македонско лиме. Своевремено овде имало размена и на стока, размена и на луѓе. Жителите од Радожда се присетија дека последен пат две невести од спомнатото албанско село се присутни во Радожда 1990 година. Ова било всушност христијанско село, но злогласниот диктатор Енвер Хоџа го раселил и денес практично таму живеат пола на пола. Половина се христијани, а половина се албанци. Како да е врската помеѓу овие две пријателски избратимени села во моментов прекината, поради пограничната контрола. Уште еден доказ дека всушност Радождани се добри риболовци. Овој краб што го гледате уловен во Охридското езеро бил тежок 8 килограми. И бога ми, дури тука ќе се најде место за кавијар и за добро парче рибно месо. Пред малку спомнатите деловни објекти всушност не се единствената нада на Радожда. Тука е погонот Единство од Струга, кој што представува фабрика за текстил, кој што вработува дури 50 жени од Радожда. Дел од радожданските сопруги, мајки и сестри работат во Стружанка, исто така фабрика за текстил, како и во приватната фабрика за текстил Киро Миладина. Се разбира се, тоа нема никаква врска, што е градоначалникот на Струга, всушност од селото Радожда. И пред неговото доаѓање на кормилото општинско, Радождани биле вредни. Како викаат луѓе од занаетот, мајстори кои што го виделе светот, почнувајќи од југ, завршувајќи до запад. Па, моментално имаме негде како 200 семејства, со околу 900 жители. Селото живее од Печарбовско село и негде како 20 на куќи имат рибари кои се бават со рибарство. Па, колку што ја знам, традицијата е одавна кај нас. Ние сме православна вера. Црквите ги има околу 5. Една голема црква, тоа е Свети Никола, и една 4 мали црквичи, на тие се Свети Аврангел, Богородица, Свети Илија и Света Недела. Претребно сме ние, не претребно, него нашето село е се православно. Немаме некоја куќа исламска куќа. Чисто етничко сме православно село. Традициите ги имаме од порано наследени, со слави, со
вероисповест со сите тие традиции кои постојале и постојат и денес. Моментално ние со земјоделие уопште не стоиме долу, бидејќи, како што гледате и сами, нашето село е на брегот на западниот дел на Апритското езеро. Од горната страна е камен, од долната страна е езеро. Покрај езерото има по некоја мала балчичка, тоа е колку мало нешто да се прави малку пиперка, крови за кути. А од сточарството имаме само еден сточар, тука во село, кој држи негде околу 400 глај, и слановски кози, и негде околу 4-5 крајни се сите во цело село. Моментално во село имаме погон текстилни од единство Стружа. Во него се работени негде околу 50 жени. Па во Стружанка нешто се работени. Па во кај Киро Миладин тој е приватен. Кај него се работени. И нешто ево некој од машките, се некој вами таму. Така да горе-долу нешто од тоа се живее, а претежно се сега моментално и без работа луѓе постанати, бидејќи со овие наши нови економски престројувања, остане луѓето некој под стечај, некој технолошки вишко и така. За сега сме не малку него доста е селото во таква состојба, во таква криза, не може кај да се запослат младите деца. Дали се раселува Радожда или се доселува? Па да ви кажам искрено, во почетокот, кога се ослободивме во 45-та година наравно, Радожда се измена доста. Радожда беше на два пати градена. Првата градба беше негде 50-58-59 година. Тогаш се граде куќите од камен и кал. Но после кога се зеде поголем замах, кога почне луѓето да додат и во странство, кога се почна повеќе да се печели, да се заработува, тие куќи веќе отпадна, почне да се прават современи куќи, со тврд материјал, постандардни, со сите услови за живот, и така Радожда на два пати се измена. А мислам во постарите времена, Радожда била таква, со такви куќи, стари куќи, со стари граници, куќи кои дивени биле и со плитар, и со камен, а со големи чардаци. На чардаците постојале амбари, во амбарите наравно секој кој има мало земја, обработувал и во амбарите поставували што за може малко да не е, но изнесовено да се прекарани во тие времена, затоа што секој тоа земја, тоа земјиче што има, го обработувал во тоа време. Моментално, да ви кажам, од 46-та година навака, некој раселува и имаше, али во мал број. Тоа, нека биде, има 15 находнички. Но тоа се виде дека не оди на добро, луѓето схватија дека животот и оде ќе биде добар, со добра печалба, со добра заработувачка, значи животот го најде тука и луѓето си направиле добри куќи, стандарот добар и така селото стагнира, више не се помислуваше, не се видеше село. Што се имате и што ви недостачува во Радожда? Да, од инфраструктурата имаме направено водовод, патот ги имаме направено, амбуланта имаме, погон текстилни, 8-годишно училиште и така низ други некои ситни селски работи. А моментално имаме уште некои работи кои се предвидуваат за таа инфраструктура, изделба на кејот. Сега, как ќе види тоа думата и собранието, затоа што ние не ќе можеме сами тоа да направиме и големи средства за тоа. Кога тоа не се оствари, ќе видиме. А би требало за Радожда на такво место, да тој сами гледате привлачно до туризам и така со тоа нешто ако се направи, тој ќе биде уште попривлачно. Колку е рибарството застапено во Радожда? Моментално имаме негде околу 20 на куќи. Се баве со рибарството. Да сега. А за понатака ќе видите, не знам сега. Можно е да имат уш некој, али тешко е таа работа. Има ли голем пласман на паканата риба? Рибата пласман има, но нема риба. Сега поготово ми беше забрането на 3 месеци, не се воеше, бидејќи
таква наредба, закон, некој таков дојде, се направи некој пункт ваму, сега, од тој пункт не сме да се можат ни трага. Тука се носи привата, од тука се оди наредби и така натаму. Значи, дома никако да се дојде со мрежа. При Бариша воопшто дома не иде со мрежа. Па јас, од моја страна, размислувам за уште подобро. Да биде Радожда меѓу првите во нашите села од Струјскава околие, а и во Охридските села така да биде уште подобро. Затоа што има услови. Има, ево сега, например, имаме и кафани тука, продавници, имаме и пекара тука, лепшто би произведува, а понатаму може и уж некој нешто побольше, некој ќе направи за нешто и така натаму. Поготово е гледам перспективата со некој тие доград, изгради, да некој финансира, да направи некој бизнес, да уж некој работно место со това. И така да биде Радожда уште мислам, по-развиено во тие односи. Кога веќе пред малку набројувавме дел од мини-стопанството на селото Радожда, не сме да биде исклучено и рибарското стопанство, наскоро формирано во ова село, како и пекарата и приватниот мотел Крст. Всушност за сите овие елементи своевремено се погрижила и македонската телевизија. Во февруари оваа година емитуваше документарна репортажа за селото Радожда. Овие кадри што се всушност пред вашите очи е дел од филмот на македонската телевизија, се на што таа се погрижила да облече повеќе девојчина и невести во народна носија. Погрижила за поголем број на соговорници, зашто екипата на Матово престојувала 3 дена, се погрижила да влезе во спомнатите погони во Радожда, дури и во спомнатата пекара. Како и да е, нашето 40-минутно видување ни дозволи само онолку кога што бевте во прилика да забележите. Може би следниот пат, како и дадовме ветување, патот од 16 километри преку вода, со посебно задоволство ќе го поминеме на релација Охрид-Радожда. И при тоа се разбира сите крајбрежни места детално ќе бидат забележени од страна на екипата на телевизија Морис. Викаат, охридските ако воопшто допрат се единствениот прозорец према светот. Вреди да се забележи и тоа, дека всушност селото Радожда е погранично село. Граничниот премин Чафасен всушност представува дел од атварот на селото Радожда. Радожда ни многу близок и познат терен. Гостопримството на домаќинството Пупаловски, подобро речено домаќинот Томе Пупаловски, сигурно дека ќе ни овозможи посета во најскоро време.